Девети пат поред во Зубовце, на местото каде пред исто толку години се изградил и осветил крстот, денеска се одбележа Свети Трифун, заштитникот на лозовите насади. Овдешните жители се потсетуваат дека на тоа место пред многу години биле зубовските лозја, каде на овој ден се собирале мештаните да ги закројат своите лозја, а потоа да бидат дел од веселбата. Во минатото со татко ми покоен, доаѓаме тука, се сеќава многу добро и носеме обично ракија, вино, пржени колбаси со јајца и тука секој прво во својато лозје закрувувавме. Повозрастните нормално прво си наздравуваа со ракичка, со домашно вино и после тоа јадеме сите заедно колбаси со јајца пржени. И на крајот кога секој си закроеше во својато лозје, доаѓаме тука кај овој камен. Тука заеднички сите прославуваа или се веселеа веќе затоа што секој си го испил својот дел кој што го носеше тука од ракија и вино. И од тука по патот према селото имаме човек кој што се вика Трифун и цело село, значи сите машки, одевме кај Трифун, кај Трифен на гости и тамо исто продолжуваме со вино, со пржени колбаси, со јајца, значи тоа е јадењето кој што овој ден е специјално за нашево село тука. Јаковлевски вели дека порано секоја куќа во селото подготвувале домашно вино и ракија. Сакајќи да ја обнови традицијата, до крајот на март има план да посади нови 500 винови лози. Јас сеќавам, значи во нашата фамилија имавме една каца од 500 литра и една од 300 литра, значи 800 литра. Сега замислите 800 литра вино направени есента до наредната година веќе немаше ниту капка вино. Значи многу вино се пиеше во нашето село. Градејќи ја браната на Мавровското езеро, се променила климата која повеќе не дозволила одгледување на лозови насади, истакна Маја Мишовска, која годинава беше една од кумите. Тоа се случува значи веќе од 53-та година па навака. И на оваа локација значи веќе не е иста ситуација со лозјата, поради промена на климата на овие делови кај што биле лозјата има грмушки и багреми. Значи комплетно е променето се, но се уште остануваат лозја. Сепак остануваат лозјата и се надеваме дека повторно е веќе помогне и Свети Трифун и климата, снегот оваа година да има плодна година. Кумовите тука на одбележувањето на Свети Трифун се бираат со паричка, се прават две погачи. Од едната се служат само зубовчани, од другата погача земаат и гостиварци и гостите. Се надевам и наредните сега што ќе бидат кумови, ќе им донесе среќа и се најубаво како што ни донесе нас оваа година. Од местото Мал Камен, верниците слегуваат во соборниот храм Света Марена, каде се служи ручекот, односно колбасите, кои се специфичност за одбележувањето на денот. Се верува дека доколку денот кога се закројуваат лозијата е сончев, родот ќе биде голем, а бербата богата. Ако е така, тогаш зубовчани ќе имаат среќна и бериќетна година.